што друго овие денови, освен Илинден, најголемиот национален, државен и православен празник, поврзан и со Илинденското востание, и со Асно, меѓутоа и со, како што реков, православниот празник Свети Илија. А секако и општина Илинден го празнува и оваа година традиционално денот на општината. На 24 јуни ќе се случи големо свечано одбележување секако во Пановиот парк плоштад во Марино. Многу богата програма, секако ќе бидат презентирани на некој начин и пред граѓаните на општина Илинден реализираните проекти, меѓутоа и се она што ново следува. За сето тоа разговараме со првиот човек на општината, господинот Александар Георгиевски. Благодариме за издвоеното време. Супер ке видиш што ќе издвоиме што се ќе се случи на 24 јуни. Благодариме за времето. И благодарам на поканата. Еве на почеток, што подготви општина Илинден за ова издание и односно ова чествување, практично одбележување на денот на општината? Како што споменавте, ова е наш најголем национален празник на Македонија и на македонскиот народ, би рекол. И нашата општина го носи ова убаво име, Илинден, и се гордееме со тоа име. И секоја година во пресрет на овој наш голем национален празник, приготвуваме посебна програма и го одбележуваме нашиот патронен празник Илинден. Така и оваа година ќе го одбележиме овој празник, за тоа што имаме поголемо значење оваа година, затоа што одбележуваме 30 години од постоењето на општината, како посебна и независна општина. Ви благодарам. И оваа година го сменивме малку и концептот, ќе биде на поинаква локација. Тоа е како што споменавте во најавата, на новиот парк плоштад во општината, односно во населеното место Марино, во централниот дел на општината, каде што е предвидено неколку часовна програма која ќе започне нормално со интонирање на македонската химна, но ова го потенцирам затоа што ќе биде изведено од нашите најмлади, односно учениците во нашите основни училишта и кои што членуваат во детските хорови таму. Понатаму следи пригодно моје обраќање, презентација на проектите на општината и понатаму следи музичка програма за која ќе се погрижат нашите естрадни уметници Јордан Митев и Антонија Гиговска. Сето ова ќе биде проследено нормално и со освежување за гостите, за присутните и така натаму ќе има од се по нешто. Така да очекуваме нашите граѓани да дојдат на овој ден и заедно да го прославиме овој убав јубилеј во петок на 24 јули во 20 часот. И сега претпоставам дека датумот е поместен бидејќи за Илинден има малку богата и набиена агенда, се разбира, во остатокот од Македонија, посебно Скопје и Охрид, нормално, да. Традиционално секогаш го правиме неколку дена пред празникот, сега така испадна да биде една недела прилика, но вообичаено така се организира ова наше славје за патрониот празник. Инаку само ќе напоменам дека освен овие настани има и други настани во наредниот период за околу 30 годишниот јубилеј, се подготвува посебна монографија која што ќе биде издадена наредните месеци за општината Илинден и за 30 годишниот јубилеј, каде што ќе имаме посебен настан, посебен свечен настан, каде што ќе биде таа промовирана и многу други настани кои што ќе следуваат пропратно да се одбележи овој ден. Така. Споменавте дека дел од програмата за одбележувањето на денот на општината, односно конкретно сега за 24 јули, имате и подготвено презентација на реализираните проекти. Што се сработи во изминатиот период и што ќе имаат можност граѓаните да видат како веќе готов производ, односно сработено и реализирано? Ви благодарам на прашањето. Многу се сработи изминатиот период. Ако почнем изминативе години, тоа многу би траело, но еве само ќе кажам актуелни проекти кои што ги работиме и мислам дека ќе имаме доволно време за тоа. Сакам да напоменам и да ги информирам јавноста дека моментално во Илинден многу проекти се реализираат, актуелни, така да се гради нова училишна зграда во рамки на основното училиште Гоце Делчев, која што е со капацитет од 1000 метри квадратни, има освен што има 10 нови училни, има и други пропратни простори во училиштето. На тој начин ќе придонесеме овој училиште да има едносменско работење, да има кабинетска настава, затоа што Илинден е општина која што го зголемува својот број и постепено расне бројот на население и предизвикот да се справиме со новиот наплив на граѓани, ученици и така натаму се си носи свое, така да мораме да бидеме подготвени. Исто така се гради нов стадион, трибина со капацитет од 1100 гледачи, теренот веќе е завршен, осветлувањето е веќе во финална фаза и веќе
веќе ќе биде пуштено деновиве на стадионот, партерно уредување, паркинзи, зеленило, подтрибински простор со соблекувални и така натаму, една крупна инвестиција која што е несекојдневна и која што е многу значајна за Илинден. Традиционално имаме многу проекти во делот на инфраструктурата наму, каде што највеќе нели сме застапени во патната инфраструктура, се реконструираат улици, изминатиот период се изгради улица 6 во економската зона, сега почнуваме со изградба на улица 3 во економската зона или Марино Кадино, се реконструираше патот Мршевци Делјадровци, се реконструира патот или главната улица во Илинден, улица 9 во централниот дел на Илинден, се работи на фекална канализација во населено место Миладиновци, капитален проект, се работи за граѓаните и уште на неколку други локации низ Кадино и така натаму. Работиме, деновиве треба да биде пуштена во употреба новата кујна за потребите на градинката во Илинден, со големина 300 квадратни метри, која што треба да ги задоволи целосно потребите на општина Илинден во делот на снабдување со храна на децата во градинките и во школите. Продолжуваме со преадаптација на неколку на просторот над 100 метри квадратни за нови занимални, со тоа ја прошируваме градинката исто заради потребата од нов простор. Имаме многу проекти во однос на спортот, исто така реконструкција, моментално реконструираме теренот во Марино, на вештачка трева го правиме, во исто така многу проекти, наистина активно се работи, тоа може да се точно се гледа зошто и учениците практично се активно вклучени во прославата со оглед на тоа дека вие споменавте и химната ќе биде интонирана од нивна страна, меѓутоа ќе бидат доста вклучени практично во целата, односно програмата околу одбележувањето. Колку е важно всушност што се вклучени најмалите. Иако е летен распуст, се успеваме да ги задржите, да ги вклучите, да бидат фокусирани. Дали имате некакви проекти кои веќе се зацртани, меѓутоа се уште не се отпочнати, а се значајни за општината? Па да, значи како што и споменав, во наредниот период ќе почнат, некои ги споменав нели околу градинката, спортски терени ќе почне со реконструкција спортскиот терен во населено место Илинден, односно местноста Ограѓе, ќе започнеме со ќе треба со неколку реконструкции на клучни сообраќајници низ општината ќе стартуваат. Неколку домови на култура веќе се реконструираат и ќе продолжат и во иднина да ќе продолжиме на наредни домови на култура да реновираме, така да ќе имаме многу проекти од многу аспекти. Најбитно е што сакам да кажам за граѓаните дека општина Илинден незапирливо се развива, незапирливо се гради и се трудиме секој проект да биде наменски, да биде стварно да биде во консултација со граѓаните за онаму највеќе каде што треба. Нашите проекти се разновидни, не се фокусираме само на една област, него гледаме генерално да ги покриеме сите области, дали тоа е образование, здравство. Еве еден од побитните проекти се проектира нова полициска станица. Не подпишавме меморандум со Министерството за внатрешни работи, иако тоа не е директна надлежност на општината, но сепак се изборивме Илинден да добие полициска станица, која што е многу битна од аспект на безбедноста, и тој проект е во завршна фаза. Штом се изработи проектот, веднаш ќе пристапиме кон склучување договор со МВР да помогнеме во изградбата на овој капитален објект кој што ќе се наоѓа во централниот дел исто така на Илинден. Тоа ќе значи уште еднаш ќе мора да ве поканиме со оглед на тоа дека на големо се работи во општина Илинден. Еве ние ќе ве честитаме, односно ќе ви го честитаме празникот и се разбира патронот и јубилејот 30 години и убаво да се поминете, се разбира, на се што вие го подготвувате како забава и прослава околу ова. Ви благодарам уште еднаш за поканата, можноста нели да гостувам кај вас и уште еднаш да ги повикам сите граѓани на општина Илинден да дојдат на оваа прослава, а воедно и вас да ве поканам нели нормално. Благодариме за поканата и благодариме за издвоеното време утрово.